2 и 3 март, фудбалски викенд, македонскиот фудбалски караван во продукција Скок е повторно пред нас. Овој пат одиме од првата фудбалска лига, од оние дерби надпревари, од она гола борба за опстанок во лигата, каде што играат и меѓуседмите конкуренти, преку втората фудбалска лига, каде исто така се разгорува таа битка за влез во првата лига, и до третата фудбалска лига, до условно кажано северниот регион, каде што има уште на стартот еден дерби надпревар меѓу две екипи кои претендираат со сериозни амбиции за влез во втората фудбалска лига. Во целата ова фудбалска борба, фудбалска војна за престиж, за пласма во повисок ранг, активна е Фудбалската федерација на Македонија со своите потези кои ги прави во контекст на повозбудливи надпревари, посебно кога е во прашање третата фудбалска лига. Зашто точно станува збор и зошто ова судиско свирче од Карлсберг, спонзорот на Лигата на шампионите, еден мој добар сувенир од 11-те присуство на Лигата шампионите вечера со нас, ќе да знаете во продолжение на нашата емисија. Кога зборуваме за дерби пресметките по различни рангови, прва, втора и трета фудбалска лига, секако во фокусот на вниманието е дербито на дербите, надпреварот меѓу Шкендија и Вардар во Тетово, кој од секогаш побудувал големо внимание и интерес и секако ќе биде во преден план кога е во прашање генералниот интерес на фудбалскиот викенд, односно на фудбалскиот караван на продукција Скок. Од тој аспект интересни во првата лига ќе бидат и дуелите меѓу Гостивар и Брера, каде што се судруваат два противника кои се условно во горниот дел на табелата, но кои се во таа трка за опстанок во лигата. Интересно ќе биде и на арената Тодор Проевски, која ќе биде отворена, да не речам, и свечено по повод надпреварот работнички брегалница Штип, така е најавено дека ќе се игра на градскиот стадион, а интерес побудува и надпреварот меѓу Силекс и Струга Тримлум, односно Шкупи со Тиквеш. Во таа борба, во тие дерби, секако е главно дерби на дното на табелата кој ќе се игра во Ѓорче Петров, каде што македонските лавови, тимот на Македонија Ѓорче Петров ќе ги брка судбоносните бодови во таа борба за опстанок против екипата на Воска Спорт од Охрид. Ова е можеби последна шанса за лавовите да го едноставно изедат противникот, да го победат, рековме минимално, и за да побегнат од тоа дно на прволигашката табела. Овој фудбалски караван продолжува во втората лига, каде што овој викенд така се местат коцките, се судруваат трето пласираниот и четврто пласираниот тим на табелата. Зборуваме за дуелот во Чегране, каде што тимот на Арсими ќе пречека екипата на Плачковица Детонит. Кажавме во нашите воведни излагања дека освен Беса и Пелистер, кои се на првите две места во втората лига, Плачковица Детонит е сериозен кандидат за борба за тие две места, а зошто да не и за третото место кое носи бараж за пласма во првата лига. Тука се тие дуелите, тука е интересот на македонскиот фудбалски караван викендов 2 и 3 март, но според она што го читаме, следиме, според двојките, ништо помалку не е интересен и надпреварот од третата фудбалска лига кој ќе се игра во Лисиче, каде што на Мегдан ќе се судрат екипите на Евромилк, една сериозна екипа со сериозни засилувања во овој зимски преводен рок, која ќе игра против екипата на Шкендија од Арачиново, две екипи претенденти за влез во втората фудбалска лига. Повеќе со акцент на овој дуел од третата лига, кој навистина помалку предизвикува и внимание и за еден друг аспект, од аспект на тоа кој ќе ја дели фудбалската правда на овој навистина значаен дуел во продолжение на нашата емисија. Последниот настап, кога во фокусот беше судијата Марија Младеновски, кој досуди два пенала за Гостивар на надпреварот против Шкендија, кои беа оценети од надлежните органи во Фудбалската федерација за правилно досудени, предизвика
добра лавина на реакции, добра прегледност на нашиот YouTube канал и позитивни вибрации, да кажам, во таа насока дека Македонија има добри фудбалски судии. Во тој контекст, во контекст на судиското свирче, кое нели малку е возобновено, рековме со овој Карлсберг, за кој ќе следи посебна епизода во продолжение на нашиот YouTube канал во овој пролетен дел од фудбалската сезона која ќе ја гледате. Во фокусот на вниманието од судиски аспект доаѓа одлуката, изборот на Фудбалската федерација на Македонија, која веднаш, да кажем, продукција Скок исклучително добро ја поздравува, ја цени и ја почитува како залагање на Фудбалската федерација за ферплей настап на две екипи, е делегирањето на изворедниот штипски судија Димитар Пилешков да го суди над преворот меѓу Евромилк и Шкендија Арачинова. Зборуваме за еден судија кој досега покажал дека знае да суди, кој го покажал својот интегритет и авторитет, кој покажал дека знае да диригира со играта, да се носи со предизвиците, да донесува правилни одлуки и така натаму и на некој начин со својот авторитет да им овозможи на двете екипи без оглед каде се игра, на гостински, на домашен терен, дали има притисок од публиката или не знам што, каков вид друг притисок од играчите или некое неспортско однесување, сето тоа успел секој да го исконтролира. Од тој аспект, делегирањето на Пилешков на, да кажам, локалното мега дерби во третата фудбалска лига меѓу Евромилк и Шкендија Рачинова е, според наше видување, според проценка на продукција Скок, вистински потек. По таа насока планираме дел од овој неделен викенд фудбалски караван на продукција Скок да биде и овој надпревар, да бидеме дел покрај сето оно што претходно го спомнаме од првата и од втората лига, секако да бидеме дел и од оваа мега пресметка во третата лига. Треба да се потенцира дека спортски директор на Евромилк е некогашниот фудбалер Сашо Петковски, познат во фудбалската јавност, кој диригира со спортските нишки на Евромилк, а уште поинтересно, позначајно, поважно, кога се во прашање амбициите на Евромилк од оваа функција која рековме ја обавува Петковски, е тоа што Евромилк се засили со двајца, по моје лично видување, изворедни фудбалери кои доаѓаат од екипата на Вардар. Зборуваме за Роберт Митев, еден шпиц напаѓач, брз, подвижен, лукав, итар, голгетер кој знае да го реши над преворот, и за Вецевски кој во полусезоната се раздели од Вардар и кој во есенската полуетапа и низ второлигашките дуели кога Вардар го кршеше тој пат за влез во првата лига, беше повеќе стандарден отколку што седеше на клупата. Не се, тоа се добри фудбалери кои предизвикуваат и посебно внимание на овој дуел, на ова дерби во Лисиче. Одиме од Тетово преку Ѓорче Петров, Чаир, градскиот стадион Арена Тодор Проевски, Чегране Арсими, Детонит Плачковица и завршуваме во Лисиче со Евромилк и Шкендија Арачиново. Следете го фудбалскиот караван во продукција на Скок. Да финишираме и да завршиме како што почнаме со македонскиот фудбалски караван и со подсетување дека по фудбалскиот викенд 2 и 3 март следува вонредно коло во втората и првата фудбалска лига која ќе се игра во вторник и среда, 5 и 6 март. Интересно е да се спомене дека вторник ќе има мега дуел во втората фудбалска лига меѓу Битолски Пелистер и Плачковица Детонит, двете екипи кои се борат за тие второ и трето место, да не речем и прво место во втората фудбалска лига, а секако големо внимание, голем предизвик, голем челендж за скопските љубители на фудбалот, посебно за вардарците и за дебармалците кои навиваат за работнички, е соседското дерби кое е најавено на 6 март и каде што се отвараат повторно вратите, портите на градскиот стадион на Арената Тодор Проевски и да се надеваме дека во таа насока Вардар, кој има нагорна линија во неговата игра, кој
се стабилизира и играчки, а посебно бодовно, кој е во еуфорија кога е во прашање обезбедување на останокот на лигата, дека ќе се врати со позитивен резултат од гостувањето на квалитетната Шкендија, а тоа ќе биде и мотив повеќе за скопските љубители на фудбалот да дојдат во поголем број, да наполнат делот, огромниот амбиент, тој убав амбиент на арената Тодор Проевски и да го очекуваме тоа дерби Вардар Работнички во позитивна конотација. Збор 20 за Работнички кој претходно пред овој натпревар рековме да повториме само дека ја пречекува Брегалница Штипска на истиот терен, што е малку и предност за романтичарите, за девармалците, да ја почувствуваат требата амбиентот и исто така да влезат мотивирани во соседското дерби, кое ете се чека со голем интерес.